Денеска православната црква ги празнува преподобната Ксенија Римјанка, преподобниот Македони сириски пустиник, преподобниот Филон епископ кипарски и преподобниот Диониси Олимписки чудотворец. Преподобната Ксенија Римјанка родена е во Рим како единствена ќерка на познат сенатор. Привлечена со љубовта Христова не сакала да стапи во брак како што сакале нејзините родители. Туку за да го избегне тоа, тајно побегнала од домот заедно со две слугинки и дошла на островот Коа, во местото Милас каде што основала манастир на девици и каде што се подвизувала до смртта. Иако била слаба жена, сепак имала машка издржливост во постот, молитвите и во бдението. Честопати по цела ноќ стоела на молитва. Била облечена најбедно од сите сестри, а на лебот што го јадела честопати сипувала пепел од кадилницата. Во часот на незината смрт се појавил чуден знак над манастирот. Венец од звезди со крст, во средината појасен од сонцето. Од незините мошти многу болни добили исцеление. Незините робинки во сего следеле примерот на својата игуманија и кога умреле биле сохранети по своја желба кај нозете на блажената Ксенија.
Преподобниот Македони сириски пустиник. Дури во староста се хранел со печен леп, а пред тоа јадел само зрна од јачмен натопени во вода. Земниот живот го завршил во 418 година. Преподобниот Филон, епископ кипарски. Посветен за епископот светиот Епифаний кога овој бил повикан во Рим, со молитва да ја помогне на сестрата на царот Хонорий. Го протолкувал петокнижието и песната над песните. Се упокоил мирно во 5 век. Преподобниот Дионисий, олимписки чудотворец, се подвизувал на Олимп. За монах бил подстрижан во Светагора, каде што бил игумен на Филотеевскиот манастир. Пред крајот на животот пак се повлекол во самотија на Олимп, каде што и се упокоил во 16 век. Достойно ест Јаково истину, блажити тя Богородицу, присно блаженную и